Во рамките на долгогодишниот уметнички проект Татковина споменик на слободата на визуелната уметница Елена Чемерска, која има за цел физички и знаечки да се ревитализира споменикот на слободата во Кочани и да се реактивира неговиот еманципаторски потенцијал за локална заедница, се објавува отворен повик за учество во работилницата Лета Локубија. Во рамки на овој проект предвидена е дводневна работилница во период од 1 месец за изработка на летала од рециклирачки материјали од градската депонија во Кочани, врз основа на цртежи на децата учесници во работилницата, инспирирани од мозаичните фризови на споменикот на слободата. Потикнати од приказните на членови на различни генерации од локалната заедница, врзани со неформална традиција на летање на змеови на споменикот на слободата, а имајќи ја во предвид неговата географска позиција во однос на градот, оваа работилница е наменета за деца кои живеат во подрачјето на Ридот Локубија, Кочани и пошироко, на возраст од 6 до 12 години и кои се љубопитни за летањето, летачките објекти и нивното создавање. Особено се охрабрува учеството на деца роми кои живеат во подрачјето на Ридот Локубија, но и пошироко. Работилницата ќе се одржи во две фази. Двочасовна детска ликовна работилница во организација на визуелните уметници Дороте Нешавски и Елена Чемерска на споменикот на слободата, која ќе се одржи на 30 јуни. За време на работилницата, децата ќе имаат можност подобро да се запознаат со приказната за споменикот на слободата, а потоа на основа на стекнати впечатоци да изработат цртежи и колажи со различни техники кои би можеле да бидат инспирирани од искуството со споменикот. Потребните материјали во текот на двете фази на работилницата ќе бидат однапред обезбедени. Во периодот помеѓу првата и втората фаза на работилницата во организација на Лета Локубија ќе биде направена адаптација на детски цртежи изработени во рамки на ликовната работилница во прототипи за изработка на летала змеови. Вака адаптираните цртежи ќе бидат отпечатени на рециклиран материјал соодветен за летање, добиен од локалниот отпад во соработка со комуналното јавно претпријатие Водовод. Добиените платна ќе представуваат основата за вториот дел од работилницата. Вториот дел од работилницата подразбира соработка со професионален произведувач на летала, со чија помош децата учесници во работилницата ќе имаат шанса своерачно да ги комплетираат леталата произлезени од нивните цртежи, а потоа да ги полетаат.